Благодарам. Почитуван министер за здравство, господин Венко Филипов, не сум задоволна од одговорот. Се извинувам, Венко Филипче, не сум задоволна од одговорот, но сепак ви благодарам за добиениот одговор во писмена форма. Впрочем, тоа е и ваша опрска. Овој одговор кој што го добив од вас не кореспондира со поставеното прашање. И од него се гледа дека вие всушност не чувствувате никаква морална одговорност за сите криминални тендери кои што ги спроведовте за овој краток период од како сте министер за здравство, ниту пак чувствувате морална одговорност за сите пропусти во здравствениот систем. Во одговорот, освен статистички податоци, кои што бројки можеме да ги најдеме доколку ги следиме секојдневните настани и сите изјави од Министерството за здравство, значи овие податоци веќе целокупната јавност ги има слушнато, но немаме ништо поконкретно и за жал со ова ни покажува дека вие всушност немате ниту визија што треба да направите, ниту пак знаете што се случува во овој период во здравството. Или свесно ја избегнувате целата катастрофална ситуација со која што се соочуваат секојдневно граѓаните по здравствените институции. Почитуван министер, во вашиот одговор, наместо да видиме морална одговорност и да ми дадете конкретен одговор на поставеното прашање, вие постојано ја напаѓате претходната влада. 2 години сте на власт, 2 години сте министер за здравство, но во одговорот имате само критики за политиките на претходната влада. Почитуван министер Венко Филипче, јавноста не заборавила дека вие бевте дел од тимот на претходната влада. Вие бевте советник на министерот за здравство во претходната влада. Ако претходната влада имала погрешни политики, зарем вие како советник немавте обврска да укажете на погрешните политики? Зарем вие како советник не бевте дел од политиките на претходната влада? Колку и да сакате да си земете од одговорност, немате можност. Затоа што бевте дел и од претходната влада, дел сте и сега од оваа влада. И тоа како прв човек на Министерството за здравство. За жал, немањето на визија и на капацитет во овој ресор ќе не чини сите нас, ги чини граѓаните на Република Македонија. Искрено се надевам дека колку побрзо се освестите и приспитате, може би толку побрзо ќе донесете правилни решенија и ќе подобрите здравствениот систем во Република Македонија. Благодарам.